Ова ќе биде едно многу кратко видео за сите вас. Се надевам дека сите ќе бидете во ваша енергија и да ги прашаме тарот картите да дознаеме во групи на што треба најмногу да обрнете внимание во овој месец јануари. Ајде да видиме што ќе кажат тарот картите. Имате сите 6 групи. Јас ќе ги распоредам. Прва, втора, трета, четврта, пета и шеста група. Се надевам дека ќе бидете во ваша енергија и да започнеме со читање на групите. Првата моја група, на што треба да обрнете внимание во месец јануари. Ајде да видиме. На ваше раѓање или пак на нешто што треба да се роди во ваша енергија. Првата моја група ќе треба да биде во енергија на нешто што треба да роди или пак да се реродите или пак да родите плод. Нешто да се роди во вашиот енергетски дел. Се надевам дека на оваа енергија раѓање ќе обрнете внимание во месец јануари за да биде во ваша енергетска вредност. Втората моја група, да видиме на што треба да обрне внимание, на небесно царство. Енергија да сите подароци кои што ви стигнуваат во овој месец јануари ќе биде во небесното царство. Енергија да знаете и спознаете нешто од небесното царство, да бидете во ваша асертивност, да носите битни и важни одлуки, но сето тоа да биде во енергија царство, небесно царство, каде што и ќе ги испраќате вашите манифестации кон небесните енергии. Ајде да видиме третата група. Третата група е царството на вештирките. Енергија да некој се бави со некој ритуалство, енергија да во месец јануари третата моја група ќе треба да обрне повеќе внимание на ритуалите кои што ги произведува или пак кои што ги занимава за да ги произведува. Енергија да се справи со моменти од ритуалност или пак да обрне внимание на моменти како произведува ритуалство, она чаролија која што ја има во него. Енергија да ритуалите се секојдневна обврска, каде што и за некој од вас ќе значи дека и она што го искажувате, што го кажувате од вашата уста ќе се сведе на еден тип на ритуалство, каде што во енергијата на царството на вештирките е момент да абракадабра е она се што изговараме да се исполни. Внимавајте што зборите и како кажувате. Трета моја група во месец јануари. Ајде да видиме и четвртата група, авантура. Четвртата моја група ќе биде во енергија да се справи со една авантура, можеби ќе биде во енергија да бидете на пат во авантура или пак да бидете на една авантура каде што ќе истражувате, ќе бидете во енергија да истражите или пак ќе отпатувате негдека на подалечна дестинација, каде што во таа дестинација ќе бидете во енергија да истражувате, енергија да започнете нова љубовна врска, каде што и ќе биде ваша истражувачка енергија, но и авантуристичка. Внимавајте како истражувате и со која персона ќе биде тоа наменето. Четврта моја група, петата моја група, енергија е на тоа да внимаваат во месец јануари е на нивната иднина. Иднина која што се базира на добро конзервирана или пак добро стигматизирана енергија, каде што и самата иднина ја создавате во вас сами. Енергија да вашата иднина лежи во вашата срчана чакра. Доколку вие посакате, вие можете да направите вашата иднина да блеска и да биде во една блескава моментална ситуација. Некој од вас во
Петата моја група е да биде во енергија да припази во месец јануари на она и што манифестира и каде и како го отвара своето срце, што произнесува од нивната енергија и да биде во енергетска вредност, да биде во своја асертивност, за да може да донесе битни и важни одлуки по повод нивната иднина. Пета моја група и шестата моја група е енергија на излезност. Вие во месец јануари, шеста моја група, ќе треба да повнимавате на вашата излезност, енергија да излегувате од мрачна енергија и влегувате во една блескава иднина, енергија да правите пресврт на вашите енергетски вредности, правите една драстична промена каде што и излегувате во ваша излегувате и влегувате во ваша енергетска вредност. За некој од вас во шестата моја група во месец јануари ќе треба да внимаваат на момент како го произнесуваат нивното енергетско ниво, а тоа е нивната промена. Да излезете од некоја суштинска ситуација или пак проблем кој што би бил во претходниот период. Оваа излезност ќе биде во ваша енергија да блескате и да заблескате во една свесност, во ваша асертивност и во ваша природна енергетска вредност. Се надевам дека вашиот проблем или пак ситуација која што долго време сте ја решавале ќе биде во ваша излезност и затоа токму во јануари треба да повнимавате на сето ова енергизирање во вашата енергетска вредност. Се надевам дека овие групи некому ќе му донесат добар смер и се гледаме во наредна порака. Поздрав!